За денеска имам проповед со наслов најмногу злоупотребуваниот библиски стих или најзлоупотребуван библиски стих. Го ставив така малце загонетен наслов за да се прашувате кој е тој. Барем они од вас што ви интересира, кој е тој стих што е најмногу злоупотребуван. Пред да ви го кажам стихот, инаку се наоѓа во Матеј, веќе наговестив на почетокот, сакам да ви кажам дека ни се случило на сите нас некој стих погрешно да го протолкуваме или да го употребиме. Намерно или ненамерно, понекогаш можеби не разбирајќи го правилното значење, го употребуваме во погрешен контекст, во погрешна ситуација или луѓето знаат да го употребат. Но најзлоупотребуван библиски стих е оној за кој што денеска ќе зборуваме. Еве пример за погрешно употребен библиски стих. Еднаш прочитав, можеби повеќе како шега, некој беше напишал на интернет: "Љуби го ближниот свој, ама пази да не те фатат." Го разбравте? Некој протолкува веројатно "љуби го ближниот свој" овде подразбира да имаш односи со било кој ближен, само пази да не те фатат, нели? Љуби го ближниот. Но овде под љубов се подразбира, нели, да се грижиш за ближниот, да му искажеш вистинска љубов, а не онаква физичка или телесна. Исто така знам, имавме еден верник од Карбинци, тој како што читал во Светото писмо на едно место ги критикувале учениците на Исус дека не си ги мијат рацете, и тој тоа го сватил буквално и тој решил да не си ги мие рацете никогаш. Кога одевме кај него на гости, тој наместо да го сечи левот, тој го кршеше левот. И ние го прашуваме зошто не го сечеш, вика па така пишува во Новиот Завет, учениците кога кршеа леб. И тој го сватил буквално. Затоа има ситуации кога можеби ќе читаме, а погрешно нешто ќе разбереме или ќе го примениме. Често пати се однесува и на стихови кои што имат специфично значење за специфична ситуација, а ние ја применуваме генерално. Например, Исус кога го сретна богатиот младич и тој рече, нели, сакам да те следам, што да направам за да наследам живот вечен, тој што му рече? Продај се што имаш и раздај го на сиромаси и тргни по мене и следи ме. Сега замислете ако тоа го примениме сите ние. Би требало да продадеме се и да го следиме Исус. Но ова не се однесуваше за секој еден од нас. Ова не е генерална заповед за сите, туку беше специфична за ова момче. Затоа е важно правилно да ги толкуваме библиските стихови. И еден од нив, за кој што еве денеска ќе зборуваме, дури е прв на листата на најчесто злоупотребуван, во смисол дека луѓето го користат овој стих за да вратат можеби на некаква критика или на разговор, го користат за да се одбрнат, но неговото значење воопшто не е така. Се однесува на Матеј, 7 глава, 1 стих, каде што пишува: "Не судете, за да не ви се суди." Ми се случило многу пати кога на Фейсбук ќе напишам некаква критика, оправдана критика за некаква небиблиска или неморална слика или можеби поведение, можеби кога ќе за некој брат или сестра, и одговорот што ќе го добијам назад е: "Немој да судиш", така пишува во Библијата. И од ова се добива впечаток дека овој стих сака да ни каже дека ние не смееме никош да упатиме критика на некого, никош да не судиме за ништо, никош да не препознаеме кога нешто е погрешно. Но дали навистина овој текст го кажува тоа нешто? Дали навистина значењето на овој текст е дека не смееме никош да упатиме критика и да донесеме суд? Се разбира, ние не можеме никако да осудиме за пеколот или за рајот, да кажеме овој човек заслужува да биде во пеколот. Но верувам дека Библијата ни дава простор како христијани дека смееме да донесеме одреден суд или критика по прашање на животот и поведението на одредена личност. И од каде ми е таа слобода да можам да го кажам тоа нешто? Затоа што и самиот Исус и апостолите упатуваа критика или суд во одредени ситуации.
Исус, например, јавно ги критикуваше фарисеите. Тој отворено им кажуваше, вие сте гробови варосани. Јован Крстител кажуваше дека тие се сушност породи змиини. Исус ги критикуваше кога сакаат да каменуваат блудницата. Павле јавно го критикуваше Петар за неговото лицемерие пред неевреите. Апостолите го укорија Симон Магесникот и му рекоа дека неговото срце е непроменето затоа што тој сакаше со пари да го купи Светиот Дух. Го осудија исто така апостолите чинот на Ананија и Сафира. Дури тие беа, гледаме, директно казнати од Бог и на лице место умреа, затоа што тие сакаат да мамат со нивната донација. Тие лажеа дека се дали, ако нешто криеа, за да имат некаква корист од црквата. И овде Петар јавно го осуди нивното поведение. Дури и самиот Исус во 18 глава од Матеј вели, ако братот нешто ти сгреши, вели, оди и искарај го насамо. Значи овде Исус не кажува немој да судиш, немој да го укоруваш, кој си ти да кажуваш што е погрешно, што не е. Бидејќи често пати така ќе ти кажат, овој стих ќе го употребат кога ти ќе упатиш некаква критика за ти речат кој си ти да судиш. Па и денеска е во светот во кој што живееме, често пати ние ја критикуваме хомосексуалноста, велиме ова нешто е грев според Библијата. Го критикуваме неморалот кој што се појавува во овој свет. Блудството. И знаат луѓето да кажат како вие христијаните критикувате кога пишува во Библијата не суди. Па ајде да го погледнеме овој текст кој што зборува за ова нешто и ќе го прочитаме всушност целиот пасус за да го добиеме по-конкретна слика. Значи се наоѓа во Матеј 7 глава, ќе читаме од први некаде до 5 стих. Вели вака: не судете за да не бидете судени, зашто со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери. Зошто ја гледаш раската во окото на братот твој, а гредата во своето око не ја чувствуваш? Или како ќе му кажеш на твојот брат, чекај да ти ја извадам раската од окото, кога во твоето око има греда? Лицемере, извади ја прво гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на твојот брат. Амин. Ете, тоа е текстот. И од текстот ќе научиме неколку работи. Што всушност Исус сакал да ни каже? Свативме дека поентата на Исус овде е дека не е дека воопшто не смееме никогаш да упатиме никаква критика. Не дека никогаш не смееме кога ќе го видиме братот да греши или сестрата да му речеме еј брате, ова е неправилно, ова што го правиш е погрешно. Бидејќи ако читаме и самиот Исус во Јован 7 глава 24 стих, слушайте што вели: не судете по надворешниот изглед, туку судете праведно. Зар не изгледа контрадикторно ова што Исус ни го кажува овде со текстот во Матеј? Слушнете, во Матеј Исус вели немој да судиш, ути ќе ти биде судено. А овде Исус вели немој да судиш според надворешноста, туку суди праведно. Значи Исус овде ни кажува дека смееме да судиме, ама нашиот суд треба да биде праведен. Мораме да внимаваме кога ќе донесеме некаков суд или критика, таа да биде праведна. Па еве во 4 сфери ќе погледнеме што значи всушност овој текст, за да се обидеме да го анализираме подлабоко. Прво нешто што овој текст ни кажува е дека не треба да избрзуваме со судот или критиката. Тоест да не судиме надворешно, површно. И овде гледаме многу јасно, Исус ни го тоа кажува во овој текст. Ни кажува да внимаваме кога ќе судиме, да не биде тоа само според она што првично сме го видели. И затоа во Јован 7 глава 24 стих тој вели: не судете според надворешниот изглед, туку праведно. Што значи според надворешниот изглед? Сме слушнале нешто, ама не сме разбрале целосно, сме виделе нешто, ама не сме ја разбрале целосната ситуација и ние веднаш донесуваме заклучок. И ние велиме, аха, погледни оваа личност каква е.
Тоа значи судење според надворешност. Или судење, донесување суд или заклучок за некого пред да се ставиме во негова ситуација. Пред да се обидеме да разбереме ни што минува таа личност. Знаете, има една индијанска поговорка која што вели: не суди за другиот додека не ги обуеш неговите мокасинки. Сте ја слушнали? Ние би рекле додека не влезеш во неговите чевли. Бидејќи кога ќе се ставиш во неговите чевли, тогаш ќе кажеш: ау, не било ова така лесно јас како што мислев. Бидејќи ние некогаш кога ќе видиме некој ќе кажеме: мрзлив е овој, не ќе да работи. А потоа кога ќе седнеме во неговата ситуација, кажеме: море, не е мрзлив, тешка е работата. Затоа ние некогаш судиме според надворешност. Лесно е да судиме некого додека не се ставиме на негово место. Лесно е старец да ги суди искушенијата на еден тинејџер. Лесно е за млад да ги критикува побарувањата на старите. Лесно е богат да ги суди компромисите на еден сиромав. Бидејќи тој ќе рече, нели, овој украл, не требаше да украде, но не знае во негова ситуација ни што минувал овој човек, можеби за леп трпел, можеби бил принуден, ни што се минувал. Има еден пример за некој новинар во Америка кој што сметал дека неговите сонародници јужнаци се премногу мрзливи и постојано ги критикувал. И во една прилика, возејќи се на југот, минувал со возилото покрај некоја нива со класија. И забележа оддалеку некој човек во нивата кој што седи на некој стол. И застанал со колото и рекол: еве еден пример очигледен за мрзливост. Толку се мрзливи што дури и на стол седат за да берат класија. Ги мрзи и да стоат. И излегот од колата и почнал да му вика на човекот. Рекол: каков мрзлив човек си ти. Те мрзе да станеш за да береш, на стол си седнал за да береш класија. Човекот ништо не му одговорил, но тој решил да се приближи до него и кога се приближил забележал дека не е стол, туку е инвалидска количка. И сватил дека човекот е инвалид и не може да стои, но и покрај тоа што е инвалид, тој ја користи својата количка и со неа се движи низ нивата и така бере класија. И кога го разбрал тоа, морал да му се извини на овој човек затоа што неправедно донел суд за него, неправедно го критикувал. И гледате, ова е пример кога ние за некого судиме без да целосно ја ситуацијата разбереме. Без да сватиме дека овој човек е инвалид, ние велиме: мрзлив е, неќе да стое, седејќи работи. Тогаш донесуваме неправеден суд. Има една интересна приказна, може би сте ја чуле или прочитале, за слепи луѓе на кои што им било дадено, никогаш овие луѓе во животот не сретнале слон. Но во една прилика им било дадено тие да го допрат слонот и според допирот да кажат што е она што е пред нив. Но секој од нив допирал само одреден дел од телото на слонот. И замислете, секој дошол со различен заклучок. Оној што го допирал само опашот на слонот, тој рекол: ова е некаков кабел или јаже. Слепиот човек што е допирал сурлата на слонот, тој рекол: ова е некакво црево за наводнување. Оној што ги допирал само нозете на слонот, рекол: ова мора да се некакви столбови потпорни за некаква куќа. Тој што го допирал ушите, рекол: ова е некакво ќебе или наметка, прекривало за нешто. И секој, гледате, донесол различен став. И никој од нив не бил во право. Знаете ли зошто? Затоа што тие само делумно имали информација за слонот. Сите тие допирале само еден дел. Едниот мислел за опашката ова е црево, другиот мислел, не знам, ова е јаже, третиот дека ова е покривка, но всушност станувало збор за слон. Што ни кажува оваа приказка? Наравоучењето на приказката е кога ние имаме само делумна информација за нешто, а ја немаме целата слика, ние можеме да донесеме погрешен заклучок и погрешен суд. И исто како овој човек што инвалидот го осудил за мрза, затоа што ја немал целата слика. Тој не увидел дека всушност седи во инвалидска количка. И кога
вака се однесуваме спрема донесувањето на некаква критика, без да ги испитаме работите, ние ќе донесеме погрешен суд. Затоа првата опомена на Исус овде е да не судиме според надворешност. Исус овде не вели дека воопшто не смееме да судиме, воопшто не смееме да критикуваме. Не, поентата е, кога ќе критикуваш, кога ќе судиш, испитай ги работите. Ако за некој нешта не можеш целосно да ги испиташ, ако за некој нешта ги немаш сите информации, може би е најдобро да се воздржиш од критика. Кога ќе те прашаат што мислиш за овој случај, за овие луѓе, можеш да кажеш: извини, не ја знам ситуацијата, не можам да дадам суд, не можам да дадам критика. Мене кога ме прашуваат за Израел и за Палестина, јас најчесто им кажам: извините, не ја знам целата ситуација, што се случува. Знам дека и од едната и од другата страна има работи кои што не се во ред, но само Господ знае што точно е вистината. Слушаме различни информации, што е вистина, докаде е, како е, Господ знае. Така да, тешко е во такви ситуации да донесеме некаква исправна одлука или суд. Иста е ситуацијата и со Русија и Украина. Слушаме различни информации, не можеме да донесеме целосен суд или став. Но Исус ни кажува дека во овој случај, иако не можеме да ги судиме можеби мотивите на една личност, можеме понекогаш да судиме според плодовите. Во Матеј 7 глава, во истиот овој контекст, ако читате подолу, можеби не случајно, ако до крај го прочитате целиот овој текст, Исус на едно место вели: пазете се од лажните пророци или учители, бидејќи доваѓаат како волци во овча кожа. И вели: по нивните плодови ќе ги познаете, се берели грози од трње или смоква од чичка. Исус сака да каже: наблюдувајте го нивниот живот и ќе сватите со какви луѓе си имате работа. Можеби тие се представуваат како добри, како Божји пророци, испратени од Бога, ама погледнете го нивниот живот. Ако живеат безбожно, неморално, ако во нив нема добрина, тогаш нивните плодови ќе ги осудат и тогаш може да донесете поисправен суд. Затоа Исус ни кажува првин да наблюдуваме пред да донесеме суд. Ајде да погледнеме втората работа. Втората работа овде треба да пишува: не биди настроен критизерски. Значи, кога станува збор за донесувањето суд, овде кога Исус вели не судете за да не ви се суди, Исус сака да каже: немојте да бидете настроени постојано само некого да судите. Знаете дека постојат такви лица, нели, такви личности. Тие на секое видување само гледат мана да ви најдат. Само гледат некаква критика. Само на тоа мислат. Ништо друго не име во главата. И затоа овде Исус, ако читаме, погледнете овде, например, првиот дел од неговата изјава вели: зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат? Знаете што е раска, нели? Раска е нешто толку ситно што едва ќе го забележи. Раска може да биде зрно песок или некаква прашинка. Замислете, прашинка ви влегла во окото и сега таа прашинка вас ве чеша, ама вие дури не можете да ја видите. И се нашол некој застанал до вас и вели: имаш прашинка во окото. И ти си викаш: како би успеа да ја видиш толку маленка прашинка? Поентата на Исус е дека има луѓе кои што на нив ништо друго не име во умот, освен да наоѓаат критики, така да и најмалата мана кај вас тие ќе ја видат. Може би станува збор, кажано метафорично, за прашинка, ама тие и таа прашинка ќе ја забележат, ќе кажат: ти имаш прашинка? Ова нешто не ти чини. Најситното нешто тие ќе го забележат. И Исус вели: не бидете такви. Немојте ка луѓето да им ги ловете само маните. Немојте да се насочите само во барање на критики и само во судење. Таков став, за жал, имаа фарисеите. Фарисеите, погледнете, тие што и да направеше Исус. Исус да го направеше и најдоброто нешто, тие ќе му најдеа мана. Тие ќе најдеа причина да го искритикуваат. Еве конкретно. Исус решаваше да покаже на сите љубов, со сите да се дружи, на сите да им покаже внимание. И знаете зашто го судија? Се дружи со грешници.
седи со блудници и со цариници. Еве, тоа му е маната. Исус правеше чуда, дури воскреснуваше мртви, и ние ќе кажеме, и на тоа ли сега ќе најдеш мана? Мртв да воскреснуваш, чуда да правиш. И знаете што рекла? Тој прави чуда во името на Велзевув, во името на ѓаволот ги прави. И тука му најдоа мана. Исус исцелуваше болни. Зар нема да се радуваме во градот да знаеме некој човек што цел живот е бил парализиран и наеднаш да оздрави и да стане? Ние кажеме, слава ти Господе за ова, треба само да се радуваме. Тие дојде му најдоа мана, рекоа, во сабота лечи. Зошто лечиш во сабота? И тука му најдоа мана. Гледате, фарисеите на се што правеше Исус, тие му наоѓаа мана и на неговите најдобри дела тие го критикува. Зошто во сабота лечиш, исцелуваш во името на Велзевув, се дружиш со грешници, и пак Исус не можеше да ја погоди. Затоа Исус на нив им рече, вие сте како онаа поговорката, кога, се веселевме, вие не се радувавте, кога плачевме, вие не плачевте, во ништо не може да ви се погоди. Исус ги критикуваше затоа што тие на се наоѓаа мана. Не можеше во ништо да им погоди. Има пример за еден познат проповедник од Англија по име Джозеф Паркер. Една неделна богослужба тој изнел прекрасна проповед, поучна и корисна за секој верник. Луѓето биле воодушевени од проповедта, биле допрени, некои дури плачеле. Но имало еден човек кој што после проповедта дошол кај него, му пришол и му кажал, знаеш, пасторе, јас во твојата проповед најдов неколку граматички грешки. Пасторот смирено му се заблагодари и рекол, добро, фала ти, а дали откри нешто друго во проповед? И тој отсечно рекол, не, само грешки најдов, ништо друго. И гледате, тоа е жално кога некој се фокусира само на суд и на критика. Тој не може да ги доживее благословите што доваѓаат во тој случај од одредени личности. Кога на личностите се фокусираме само на нивните мани, ние не можеме да ги видиме нивните добри страни. И не можеме да се радуваме на благословите што може да дојдат од нив. Ако јас на тебе ги гледам само негативните нешта, тогаш јас никош нема да очекувам од тебе нешто позитивно. И дури кога тоа ќе дојде, јас нема да можам да го видам тоа позитивно нешто. Затоа е важно, второто нешто на кое што треба да внимаваме, не дека не смееме да судиме, но нека судењето не стане стил на нашиот живот. Судењето и критиката нека не стане нешто по кое што ќе бидеме познати. Да не бидеме како фарисеите, да наоѓаме во јајцето влакно. Постојано само критика, или како што Исус вели, да ја гледаме и раската во окото на братот. Толку да сме фокусирани на критиката. Тоа е поентата во изјавата на Исус. Третото нешто што Исус сакаше да го каже овде е, не суди лицемерно. Кога судиш, нека не биде тоа лицемерно. 7 глава, 2 и 3 стих, слушнете што вели Исус. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат? Ова веќе го цитиравме, ама Исус продолжува и вели, а гредата во твоето око не ја чувствуваш. Што е лицемерието овде? Јас сум нашол кај тебе мана и те критикувам за таа твоја мана, ама таа мана кај мене е уште поголема, ама мене не ми смета. Тоа е лицемерието, вели Исус. Си нашол раска у окото на братот или на сестрата. Добро де, кај него има раска, ама кај тебе има греда. Цела греда и ти никако да ја видиш. Како тоа гредата не можеш да ја видиш, а раската си ја видел кај братот? Тоа е лицемерие. Тоа е лицемерие, бидејќи Исус сака да каже, не сакаме нашите мани да си ги видиме, а ги наоѓаме и ги гледаме маните на другиот. Нема шанси да промашиш греда да не видиш. Ама овде станува збор за лицемерие. И кога има едно тако лицемерно судење, во тој случај Исус вели тоа е неправилно судење. Неправилно е да критикуваш другите за некакви мани, кога кај тебе ја има истата или може би уште повеќе. Има една поговорка која што вели, секогаш кога внимавај кога покажуваш со прст кон другите, бидејќи секогаш кога со прст покажуваш на другите, има 3 прста што покажуваат кон тебе. Сте го забележале тоа?
Ова поговорка ни укажува дека и нешто и кон нас посочува. Има нешто и кон нас што треба да го забележиме или да се преиспитаме. Друга поговорка вели дека критиката е како бумеранг. Знаете што е бумеранг? Кога маваш со него, тој се враќа назад. И затоа критиката е како бумеранг, вели, кога маваш со неја кон другите, таа може да ти се врати и на тебе. Поентата е, во овој случај, кога ние за нешто ги критикуваме другите, пред да ги критикуваме, ајде да се преиспитаме, кај нас да провериме дали го нема истото. Знаете, децата во тоа нешто се многу добри. Децата може би затоа што се искрени или наивни, тие знаат кога ќе ги критикуваш за нешто веднаш да ти вратат. Јас знаев порано деца да им кажам, тука не ќам чевлите расфрлани во ходникот. Се знае, чевлите да си ги ставите во шкафчето. И веднаш ќе ми кажат, тато, а и ти не си ги ставаш чевлите во шкафчето. И упс, одма сум фатен. Или знам да им кажам, знаат навечер да стануваат да јадат, им велам, после 11 нема влегување во куња, нема јадење, затворена е кујната, да не сум видел да доваѓате да станувате да јадете. И веднаш ќе им вратат, тато, и ти јадеш после 11. И сваќаш всушност дека она нешто за кое што ти ги критикуваш нив, дека треба и ти да се држиш себе си одговорен. Ако сметаш дека тоа нешто е погрешно, тогаш мораш и во твојот живот да го смениш кај тебе. Не можеш да критикуваш за нешто друг, ако ти самиот не го држиш. Тоа е лицемерието. Затоа овде Исус вели, ја забележуваш раската кај братот, а види си ја првин гредата кај тебе. Ти го правиш истото, може би и многу почесто. Има еден виц интересен. Две жени седат и разговараат, си прават муловец и пијат кафе и си кажуваат за дома како што се случува и едната вели, абе ми се погоди многу лоша снаа. Вели, замисли толку е лоша што го тера синот јадење у креветот да и носи. Преама мрзлива снаа. И ми го мачи синот јадење да и носи во креветот. Ама вели, за тоа па зетот ми се погоди многу. Замислете, вели, зетот е толку добар што на мојта керка во креветот јадење и носи. Истото нешто за керката ако е. Зетот ако носи јадење, ама се погодила па снаата многу лоша што го тера па синот да и носи јадење. Ова е двоен аршин. Ова е кога во една ситуација нели истото нешто го фалиме, а во друга го критикуваме. Исус вели, не треба така да биде. Затоа и ние, ајде кога пред да критикуваме нешто или некого за некаква постапка, секогаш да се преиспитаме дали истото нешто него има кај нас. Дали него правиме и ние, а избрзано критикуваме друг. Кога критикуваме други луѓе дека не враќаат пари, велиме, каков е тој човек за никаде, ми должи пари со месеци, со години, уште не ми ги вратил. Ајде да се преиспитаме дали може и па ние не должиме пари на некого, а не сме ги вратиле. А знаеме да го критикуваме оној што нам не ни вратил. Кога критикуваме луѓе што доцнат и знаеме да кажем шо луѓе се бе овие, абе стално доцнат, ги чекам по 15-20 минути, никош на време не доаѓа. Ајде да се преиспитаме дали и ние не доцниме. И јас еднаш така ми се случи, ги критикувам другите луѓе, жена ми ја критикувам некош затоа што знае да доцни, а јас се фатив на повеќе пати и јас да доцнам. И тогаш си реков, за ова нешто да критикувам други луѓе, мора јас да се ставам во ред. Ако сакам да го критикувам доцнењето, морам јас да се сменам. Ги критикуваме луѓето за скржавост. Велиме, каков скржав е тој човек или таа жена. Никош за ништо не дава. А може би и ние никош не сме дале за ништо. Затоа кога критикуваш некого за некаква постапка, испитај се дали самиот тоа го правиш. Знам за една личност која што критикуваше други за негостопринство, дека никош не го канеле кај нив на гости, никош не го викнале на ручек. И јас таа личност ја праша, добра, а ти имаш ли викнато некого? И тој малку се замисли и рече, па немам. Ајде да се прашаме дали ние сме воопшто подобри или ние може би сме исти, ако не и полоши. Можеме да критикуваме некого за непростителност и да кажеме каква е ова личност, не простува со години на неговиот син или не простува со години на керката.
а може би вие самите држите во срцето непростително за некого. И со години не сакате да се ослободите од тоа. Повторно ќе ви кажам, ова не го кажувам или пишувам така на памет затоа што се среќам со такви ситуации. Еднаш разговаравме со жена која што се чудеше зошто незината комшика не можела да прости, не знам, на незините деца, но и самата таа не може да прости на своите деца. И сваќате дека таа го прави истото за кое што ја критикува комшиката. Се сеќавате, Исус укажа на ова нешто кога во една ситуација се насобра една група на луѓе и сакаат да каменуваат една блудница. И тие рекоа дека ја фатиле во прелюба. Иако беше интересно, ако ја фатиле во прелюба, тогаш зошто само блудницата е овде, зошто само жената е овде? Знаете, за некого да фатиш во прелюба, не може да направи прелюба сам со себе. За прелюба се потребни барем двајца, нели? Треба да има еден маж и една жена. Но знаете што беше проблемот? Мажот никаде го немаше. Беше фатена во прелюба, а само таа беше тука на обвинителната клупа. Тие го ослободиле мажот, а само жената ја обвиниле. И тие доваѓаат кај Исус и го прашуваат: Исусе, законот кажува жена фатена во прелюба треба да се каменува. Што да правиме? Ти што ќе кажеш? И тие сакале да го фатат Исус во стапица, Исус да каже каменувајте ја и ќе испадне лош. А ако рече пуштете ја, па ќе испадне дека Исус не го држи законот. И знаете што рекол Исус? Кој од вас нема грев, прв нека го фрли каменот. Ајде, вие судите неја, вие сте подобри од неја. Немате грев. Ако мислиш дека немаш грев, прв фрли го каменот. И пишува дека еден по еден сите го оставија каменот и си заминаа. И Исус рече: оди си и не греши повеќе. Затоа е важно во сите овие случаеви да се преиспитаме и ние самите себе си. И четвртото нешто сосема накратко, кога судиме, како што каже Исус и на почетокот, важно е да не судиме според нашите стандарди, туку според Божиот збор. Само така нашиот суд ќе е праведен. Знаете, често пати ние имаме наши стандарди за тоа што е исправно и што не е исправно. И кога зборуваме за исправни работи, ние можеме да си имаме изградено наши ставови. И ние сметаме дека тоа е праведно. Имаш еден верник, например, тој дојде еднаш во црквата и вика: ова што вие го правите во црквата, што продавате Библии, што продавате некои други работи, тоа е греф. Јас го прашав зошто е греф? Па затоа што се што е во црквата треба да се дава бесплатно. И тоа беше негов став. Се што има во црквата треба да е бесплатно. Дури и горе еднаш се качи на кафе и чај да пие, тогаш горе имавме. И сега имавме едно канче таму каде што се стават донации. Тој рече: пасторе, ова треба да го тргнеш, не треба ти да собираш донации, нели, да ги принудуваш луѓето, затоа што и кафето и млекото овде, се што се дава, треба се да е бесплатно. Црква е ова, ништо не треба да се наплаќа ни пари да се бара. И јас му реков на тоа момче: добро, ајде јас ќе те пратам сега до продавница, ти земи еден куп млеко, земи еден куп кафе, земи се, и кога ќе стигнеш на касата, кога ќе ти побарат пари, ти речи: не, ова е за црквата, треба да ми го дадете бесплатно. Ако ти го дадат бесплатно, и ние ќе го делиме бесплатно, не е проблем. И тој рече: нема мене да ме пушта така, пасторе. Па нема. Затоа што без разлика дали е за црква или не, продавниците си го наплаќаат. И ние треба со нешто да го платиме. А за да го платиме, мора црквата да обезбеди пари. Затоа е важно да собираме, нели, пари, за да може да ги покриеме сите тие работи. Но зошто го кажам ова? Бидејќи тој брат имаше погрешна представа во главата, според неговата представа и според тоа тој судеше: ние правиме грев затоа што во црквата не даваме се бесплатно. Тој сметаше дека тоа е погрешно. Неговиот стандард беше дека црквата треба се да дава бесплатно. Но тој стандард го нема во Библијата. Никаде нема да најдете во Библијата дека треба се што е во црквата да биде бесплатно или не треба да има донации, не треба да се собираат пари. Но тоа беше неговиот став, дека не треба црквата пари да собира. И затоа тој донесе еден неправилен суд, дека ние кога собираме пари, правиме греф. Но сосема спротивно учи Библијата. Библијата учи дека црквата треба да собира донации, треба да собира прилози,
Треба да собира финанси и со тие финанси ние покриваме одредени трошоци. Точно. Затоа е важно нашите судови, нашите критики да се засноват на Божиот збор. Кога ќе гледаме одредено поведение и сакаме тоа поведение да го критикуваме или да го осудиме, дали го критикуваме затоа што нам ни смета или затоа што Божиот збор така вика. Денеска, например, кога ние критикуваме хомосексуалноста, и ќе погледнете често пати има видеа на YouTube кога проповедник излезе на улица и ќе зборува против хомосексуалноста. Ќе му дојдат хомосексуалци или родови активисти од LGBT и ќе кажат: ти не треба да судиш, кој си ти да судиш дека ова е грев? И знаете што е одговорот на тие проповедници? Тој вели: не судам јас. Божиот збор суди. Јас само пренесувам. Ова не е мој суд. Не кажувам јас дека е грев. Бог кажува дека е грев. Бог вели ова е неправилно. И јас само го пренесувам Божиот збор. И кога ние го правиме тоа нешто, ние сме заштитени затоа што на тој начин ние само пренесуваме она што Бог веќе го осудил или го критикува. Ние не си донесуваме свој суд. Не велиме сега јас ќе измислам неправилно од денеска понатаму или грефе ако се шетате на улица без чадор. И сега ако јас тоа си го измислам, тоа е став на Горан. Горан си измислил дека секој мора да носи чадор. Но не е библиски став. Затоа нашиот суд како христијани треба да биде заснован на Библијата. И во Матеј 5 глава 20 стих Исус вели: ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството небеско. Нашата праведност мора да биде библиска. Таа мора да се заснова на Библијата. И ние ова стихот што го читав последниот исто така ни укажува уште на една вистина, дека ние мораме да бидеме подобри од оние што ги критикуваме, ако сакаме нашата критика да има валидност или да има тежина. Бидејќи ако ние не сме подобри од луѓето во светот, ако не сме подобри во нашите животи, во нашите поведенија, тогаш зошто воопшто критикуваме и зошто воопшто ние имаме право да кажеме нешто. Затоа, кога Исус зборува не судете за да не ви се суди, ајде да него и овој стих погрешно користиме или злоупотребуваме. Стихот не значи дека воопшто не смееме да упатиме критика кон некого или да не коригираме, туку тоа мора да биде засновано на библиски стандарди, мора да биде нелицемерно и мора да биде во љубов. Ова се критериумите што треба секогаш да ги имаме кога ќе треба да упатиме критика кон некого. Се надевам дека сега овој стих ви е појасен и овој пасус многу подобро ја одразува реалноста.